Океј, здраво уште еднаш на сите. Ова проекција е четврта од овој тип, затоа што предходните 3 недели сме имале исто проекции на Битола, но со некој историски контекст, значи од почетокот на Хераклеја, па доаѓањето на турците тука, па двете светски војни и слично. Ова четвртата решивме да посветиме на битолската сцена од 80-тите, но многу повеќе за 90-тите, затоа што тогаш во тие времиња, колку што имаше авторски бендови, денес толку има тезга, затоа сакаме да го анализираме и да видиме кај беше тој креативен момент и каде исчезне или дали се пренесе складно на генерациите што следеа. Во тоа време имаше култни кафичи како Junior, Visage, Fluxus, легендарни групи како Чоканче, Greengrass Dreams, исто, паркети понатаму. И првото прашање ми е на толку добри места, каде што генерира некоја алтернативна или авангардна култура, кои беа предусловите да се случи нешто такво? Дали дојде некои специфични луѓе надвор од Битола, па има некоја визија дека ќе створат нешто, или околностите и публиката бара некоја таква алтернативно капче во Битола? Значи, малце ми е неблагодарно во име на цела една генерација да водаме на ваква дебата, али пошто најгледам некои од газди или вработени од кафичите што беа на времето, што не беа на зборам битолски. Така да, ајде, да речеме дека ќе биде представник на таа цела една генерација, во име на сите ќе зборам, ќе пробам да одговарам на сите овие прашања. Не знам, значи, малце глупава ако цела поента пробаме да извлечиме од времето кога беше, ајде, во наводници кажеме, некоја златна доба, значи периодот за пред или после Visage или не знам што, затоа што предпоставувам дека ако не сите овде, голем дел од вас падна на името Visage се заради истото тука. Така да, затоа би се вратил јас малце поназад и не знам, може да би зборал малце поназад, затоа што самата структура не е во самото тоа време, него морало да се случи нешто претходно, за да се случи тоа во време кога се случи. Така да, ако зборам за тоа време, да го забораваме Корсото или, не знам, предходно, не знам, некои свирки што се случвале, еве го банде тука во фериалното, или отпосле во некои дискотеки, или во кина, што биле импровизирани, нели, наместо концертни сали. И за жал Битола до ден денес нема концертна сала. Значи, може да би тргнало од некоја корза, каде што секоја една одредена група се структурирала на последно место и немало како сега, да речеме, ајде, пак за наводници кажем, пашито, туку точно се знаеше кои луѓе каде не ли се. Така да, што знам, малите даркери седеа на фонтана, големите седеа на дзидчето крши сегашно Балкан, не знам. Кобарко крши Балкан. Крши значи може да заборам нешто слободно, дополнувајте или не ги рајте. Не знам, за мене, да речеме, една голема прекретница во целото беше Junior, лично за мене. Што не значи дека не постоеле други места, што за други луѓе не беа некој импакт за нешто музички креират или било како се осекат како припадници кога одредена култура или било што. Само малку, значи, го спомна Junior, тука има и помлади луѓе. Може да објасниш кај беше Junior, кој го отвори, што музика се слушаше и кој профил на луѓе одеа таму? Значи, предходно имаше и други, нели, кафичи, Мадера, не знам, Мини Турбо, сите тие портални дека беа наменски. Junior можда беше првиот што музички проба да приближи луѓе кон себе. Значи, не заради тоа што му беа
пријатели на газдата или што знам, другите му беа на работените другари, него само луѓе првенствено одеа таму заради самата музика, предпоставам. И може да беше, ако не единствениот, во тој период еден од ретките што на тој начин прибираше некоја, да речеме, публика и да речем дека може да беше претходница на тоа што се случило потаму, да речеме, што знам. Некое музичко привлекување на публика во одреден кафич и сама припадност на самите луѓе кон одредената музика и значи точно се знаеше кои луѓе кај одат и зашто одат таму и какви се тие по карактер и така натаму и така натаму. Джуниор беше во старата чаршија и можда од сегашна гледна точка е за неверојатно дека таму функционирало значи дека цел град излегол таму и дека корзото како корзо на никој ништо не значи. Да, да, чинџери. Не знам сега што има таму да кажам. Шули беше газда, наверно дека тој имаше некој влијание, значи сите луѓе што работеле натре што пробале музички да едуцираат, не знам, почнувајќи од Тупата, кој покасно работеше во видео клубот во Дио, па понатаму биле заслужни за целото тоа приказна. Не знам, значи кога таа цела приказна со чаршијата заврши, да речеме, постоја и други некои кафичи. Јаризам. Не знам, значи Викторија што беше, да речеме, комерцијален момент за комерцијална музика, па од Карши имаше некој си Виктор, па за Джуниор беше Гете, текно во моментот имаше еден клуб. Значи, можда е битно да се каже дека секогаш за алтернативни кафичи важеа кафичите што не се, кај што се структурирани сите други кафичи. Да речеме Мадера беше кај библиотеката и беше еден и единствен што не е нели за да поминеш да свртиш на крупче во сите, требаше да направиш напор да одиш кај библиотеката, ако сакаш таму, а веќе на сите таму беше тумач, така да таму се движеа само определена структура на луѓе, во принцип underground. Значи, по тој принцип почнеа да излегуваат и други кафици, нели? Ајде се, 20 ќе окажам, но 20 беше близко до Корсото, така да беше можда природно да заживи сам по себе, макар што од друга гледна точка не беше задвоточно. Можда е 20 беше првиот онака голем комерцијален кафич, што успеа да функционира на начин како што функционираш. Можда од истата причина како Мадера почна и Висаш нели да функционира, затоа што беше близко до Корзото, но далеко од него, затоа што, не знам, можда беше не знам како да кажам, по некоја можда не самите газди не беа свесни што ќе направат, иако можда имаја јасна визија што сакат од самите кафичи. Може, за Висаш има интересен податок што мене ме фасцинира, затоа што денес луѓе што одат може во Милениум, ќе одат во Давидов, после ќе речат па немаше фешта во Давидов, па се префрлиме во Лектира. И зошто го кажам? Затоа што на луѓето нема ни толку битно што музика се пушта, туку кај има луѓе, кај има шема ќе одиме таму. Во Висаш се пушташе и техно, ама на техно седеа и металците и панкерите, ако пуштаја панк и метал, Сепултура и шо и да е, седеа и технаџите и тие што сакат електронско. Каков беше тој момент на луѓето што одеа таму да не му смета толков драстичен таква диференција на музика? И дали тоа мит или стварно е вистина? Не, значи, може да беше првиот кафич кај што на одредено место функционираа полки, ајки наречам музички правци и луѓе што слушаја или што се определуваја кон одредена музика. Значи, како феномен беше тоа што никој не негираше музиката на тој другиот, напротив,
напротив, се трудеше нели да ја разбере зашто е некој таков каков што е и зашто тој слуша таква музика, наместо да го негира нештото и да го отфрла некој. Така да се селектира самиот кафич и музички на било кој друг начин, нели само кон одредена музика. И можда таквиот пристап, нели, кон самата музика и кон самите луѓе кои излегуваат таму, како не, ајде кажем, не бојатисани во одредена боја, може да самото тоа беше клучно за да се створи некоја таква креативна енергија што се створи. И се што произлегваше оттаму, без разлика во која форма, во некоја уметничка, музичка, стилско определена во однос на некои други работи. Ќе да малце кона високо ниво окренавте муабето, овде сме битолчени, можеме по битолски да време муабето, на директно онака. Па затоа ќе се вратам на предходното прашање за што беше причината за да да кулминира целата енергија во 90-тите. Го онака директно време муабето. Па што да најверојатно пред се почита меѓу групите, кои што имаше трошки соработката меѓу групите. Тож групите има еден добар вид на соработка, си помага, си служа еден друг со друг, си праја заедно проби, знаат да си помогнат околу стварање на музика, иако беа луѓе од два различни бендови. Аз се разбери дружбата во кафичите, кој што кажа Илена Ливете, го спомнавме висаш, но ако спомнуваме за свирки, за концерти, висаш беше едно од местата каде што се случува најмногу свирки во нашиот град. Јас би се една до две. Јас би се навратил на пањцата во старата чаршија, да ги познати тајно, кај што беше пањцата. Да, пред Висак, веќе 91-92 период кај пањцата се случува. Јас лично мојата прва свирка беше таму. Гледам дека ви сте до тука, да панерате тука, заедно со паркетиње нашата свирка имавме 92 негде август месец. И интересно тоа што ние да тоа да свиревме, ние сами се паѓавме опремата за звучувањето, за да стигнеме до тој момент. Значи, ти што кажам на хемијата или енергијата на сето тоа беше желбата на луѓето да се покажеме што знаеш да го свириш и пред се, пак ти кажам, тој период бендовите свират доста авторска музика. И до средината на 90-ти, можам да кажам до краја на 90-ти имаше голем број на бендови на кафичи, Матиник, не сме исто да ви заставиме кај што се случуваат доста големи свирки. Клеопатра исто во старата чаша, значи зборам за места кај што се свиреше на самите кафичи, значи каде само ти даваше струја, ти даваше 2-3 пијачки и цепи. Исто така опрема си имавме се снаоѓавме, например ќе земевме од паркети нешто, ќе земевме од ориум нешто, од чоканче нешто и така, исто тие го правеа, сите исто го правеа. Да кажам дека тој период, нели покрај Висташ, значи постојаја и други кафичи, Филип Бифет и Спектум ги напоменам места кои не знам дали знаете, голем историк Филип тука чифте тука знаете кај се наоѓа. Филип Бифет или Спектум беше кај чикнат од кај Ајшо, кај што се задикирал методи. Према Богоројца води. Да, кој ќе према методи, тоа беше два страшни доста добри кафичи, кај што вика, тоа што каже Илен, таму да исто така одреден таргет на луѓе. Без оглед дали биле панкери, дали биле металци, дали биле технаджи, ама имаше страшна мисла на почит и се разбира доверно и никој се случува некој проблем или инцидент према музика, затоа што се почитува луѓето. А таму кога ќе видиш хорор беше, бе, видиш темничта некои. Баш да че плеја. Да, тој затоа помалку луѓе. Да, затоа се беше пасано фест. Околу тие моменти во тие кафичи имаше доста одредени стереотипи. Не одете таму во вентилација за дрога стават, па цел воздух е загаден, па контаминира тој воздух, па има таму дроги во пијачките и слично. Го кажувам ова заради моето наредно прашање, а тоа е дали од институциите имаше поголема репресија или имаше поголема слобода? Како беше односот на полицијата, на локалните власти околу овие алтернативни капчини? Значи, пред да одговорам на ова прашање, морам да се надоврзам на нешто завош кажеше. Да речеме, ако приметивте од овој филм, сите групи што свиреа во однос на текстовите што ги прави во самата музика, во креирањето на самата музика, еве да речеме прво музички, беа рамо до рамо до сите југословенски групи што функционираа во време кога тие се појавија, да речеме. Како можеш да го потврдиш овој факт со некој фестивал каде што освоја прво место битолски групи?
само тоа е твоја субјективна процена. Кога да сами ја кажа дека се гледа, кога да сами ја кажа дека Јас се ќе ги кажам групите, па вие сами споредете, затоа што не мора да значи дека овие нашите не стигнале до име извикано како тие групи што Зајче ги. имаше неколку управни места. Да, Зајче Битов, ја да Зајче. Значи, во тоа време да речеме тие дори биле функционирале Ю група, Смак, Точак, не знам кој Џорго бе 80 и покасно. Зборам за 70 дори беше во контекст на филм. Значи беа Рамодора, да речеме 77 победија на Зајачар, прва награда од публика, тоа што не го кажа во филма, прва награда на публика на фестивал во Зајачар, што беше во тоа време еден од најпрестижните фестивали во тогашна Југославија. Да речеме во однос на текстоите. Сите групи пеа некои љубовни песни, да речеме, што не беше момент во 89-те, да речеме. Друг еден чуден момент е што, да речеме, 80-те, Битола секогаш бил рокерски град. Во ниту еден момент или многу касно се појавија групи што не беа рок групи. Да речеме, ако во тогашна Југославија имаше една популација во 80-те, почетокот на 80-те, една цела генерација, тој нов бранд што беше ЕКВ, муствар ЕКВ малку покасно, Електрични оргазам, Шарлот Акробата, Идоли, таа цела нова, нели, валши го вика србите. Имаше, нели, голема шареноликост. Дури мислам дека и општо во цела Македонија немаше толку шарено, значи во стрикно се беше рок група. Што знам, ретко можеше да се најдат групи што не звучат рокерски, што знам, Клерше може да беа малце поиначе, не знам кои би биле други, некои Цилиндер може да би биле малце по... Али Читон. Па не знам, значи збораме ајде за 80-ти негде. Не знам кои би ги Бонтон беа, може поиначе од другите, тоа се беше рок. Така да, симптоматично, зашто да речеме цела таа генерација битолска не го пратил тој цел правец, знаеш. Затоа што си терале некој свој филм, можда и можда е така и до ден денес, не знам што да речем. Значи, во однос на текстовите, нели во 90-тите, кога почнале некои групи тогаш да творат, одма се гледа некоја промена, нели во самите текстови, дека најне стануваат агресивни текстовите, нели полни со насилство, полни со нели текстови што се однесват на социјала и слични работи, така да најнаше снимата љубовта во текстовите, почна некоја нели агресија. Сега дали таа, тоа ќе се надоврзам на твоето прашање, дали таа агресија ќе чувствувале сите, нели дали ние сме чувствували, дали тоа што се случувало тогаш било реакција нели на таа агресија преку некој друг вид, преку музика и преку не знам ширење на друга култура. Не знам, еве, ви оставам вас сами да не знам колку јас сум репер за тоа да го кажам. Да речеме во однос на тоа колку самите институции на системот реагирале врз да речеме музиката, не знам, еве нека кажат тие што свират лично дали врзнев имало. Во кафичите немаше некоја посебна, затоа што знам, секогаш тие ромските полицајци се трудија да нас скинат кој на пивачка без пари наместо да рисуват пан. Освен кога мораше да има нели некаква сирација, а овој сајд имаше што треба и не треба. Затоа што нели имаше приказни дека што знам, низ вентилација има дрога, па не знам што, па дека има реки умреме во болу. А остави таа приказна сами измислихме за да видиме колку брзо ќе се расшири и ќе стигне до нас, така да во една пијанка да речам си смислихме приказна, ја кажавме на неја што мислевме дека добро ќе ја расшири, во рок од недела да стигне до нас, така да бевме свесни дека се што ќе направиме дека ќе има голем фидбек. Значи, може свесно, некогаш музички делувавме на самите клиенти во однос на одредена музика, иако нема да скажам. Да речеме, ја бе кажал едно, што знам, анекдота, што Иво е сакано. Кога имаше нарација, не, тука сега, тука едните лево, едните десно, тука сите мирно, дојде еден царкан со едно куче, и тоа кучето видов дека почна да јади некој кикири. Пошто видовме дека функционира кучето нашто се прекарала да прави кикири. Имаше во кафичите и автомати со 5 денари кикири и сите 5 денари побарав тука од Чанков, а чудна работа никош
ти сите што беа во Шанкон, никош не претресва, не знам од, може да си мисля дека шовном. Да. Така да, свртивме на таа машината, фрлив ти кикирите, то куќето сосило ме да тргат никако. Сатива кикири јадење, многу нормално дека ништо не најде, затоа што ви ништо немаше. Таа може се прави. Многу нормално дека ништо не најде, али во секој случај... Така да имаше други прикази, некои што пристори така натаму. Киури спореднемо, киури па... Кюрите от изглавно за шилището. Да, дека беше приказна дека на некој од нас не се знае кој. Така ли вие сте кюри? На некој од нас, значи мајка му дури чистера за Великден му нашла киури отход. Значи апсурдно, али ајде. А да приказни беше, во секој случај нас ни одеа во прилог, што с Нели, како збора Нели одна за добар кој праши на Србија. Каква беше Битола на мапата во однос на регионалните групи? Дали беше Битола посетена од групи како Битолси, ЕКБ, Рако Амадеус? Чудна работа, да речеме, во тој период скоро да немаше странски групи, како што сега е нели обичај да ги има. Сега нема никакви. Ајде, има онакви умни групи што имат по 20 албуми. Има, ајде да речем. Не имало битола. За Битола? Морало да прави. Имате Наташа Атлас на 6. Да, во Битола немало никогаш, за жал, али да речеме дека и тие што ги имало екс-ју групи, никогаш третманот кон нив не беше заслужувачки во однос на името што го поседувале во тој момент кога иделе во Битола. Еве би напоменал неколку што знам работи, што сте можда се симпатични за слушање, ретко кој ги знае. Да речеме, првиот концерт Екатерина Велика, што го имеа во Кино Партизан, прва работа што беше симптоматична, не ги извадува седиштата, значи имаше седиште и се седеше на концерт. Втора работа, не успеа доволно да го изрекламират наставно и да прават карти, ги продадоа преку синдикат од РЕК и дојдоа еден куп татковци со дечи на малјето кои што се спасували. Трета работа, за прв пат видов обезбедување на некој концерт во Битола, ама то обезбедувањето толку буквално се свати работата, да сите што пробаа да станат од седишка му кажа. Така да, знам дека во првите ради беа грамофон, во случај Тинчето, да го прости, речеме дека тие имаја тогаш една група што се викаше Брусли на улицата што отефа 12 сладкари со чоки. И да речеме, за разлика од сите други групи, ајде уште едно нешто да напоменам, дека за разлика од сите други групи, само тие можда и Чоканчи и Паркети беа имаа комедијански пристап кон самите текстови, значи хумористични текстови. И пижамите во комедија. Да, си извинувам. И така, дојдеа тие татковците со дечината, тука никој не сме да мрдни. За среќа јас го снимав концертот и уште ми седи негде тука, дури ова лето го префрлив со еден дек од шишман на компјутер, така да кој сака да го пресне. И нешто, тече тука концерто и многу нормално дека на луѓето му е чудно да се понашат како во Јужна Кореја да има концерт. И едно време Милан вика, добро ден луѓе, што ви се случва, ова е концерт, не е погреб. Мислам, никој не реагира, сите го гледа. Мало позадина има нешто маркита, некој увод со клавиатури. И вика, ово, ајде на српски ќе кажем, ово не е увод песме, ова е шевам са вама да причам. Ко виде дека
никаква реакција од луѓето, добро, вика, како сакате, ние одиме. Значи, и си го истера концертот професионално сат и пол, како што треба по ПС, како да имаше натред 2000 луѓе наглас што се мисли. Знам дека грамофонот проба 10 пати му го фрли кожната, 10 пати му го врати. Ствари фака се кошна. Още си ме мака со обезбедувањето, не сме ја да стане. Друг момент, винодворник, не знам како знаете, беше во Орфеј. 20 души. 20 души. И ги млати парите. Не, се одржа концерт. Ама ги млати парите. Да. Јас дојдов до Тутван, ми вика, тогаш излезе од Орфеј и ми вика, кај да се гледа кошарка. Тогаш играше вечерта, играше кошарка и во пластика. Јас имам во джуниор. Ајде одиме во джуниор. И се одиме во джуниор. И многу нормално дека публика врвна само сите што врвна во джуниор, тепа ја во пластика, никому ништо. Најши си одржа исто така концерт, што е вреден за пометање за тие што беа. Дуле знае. Така да, што знам, иако ги имало, ама пак од друга страна, сите тие, да речеме дека овие беа алтернативни. Чекај се. Значи, според мен дека Битола беше меди на Калифорнија, на балканската и европската сцена, од друга страна викаш, винодворник траеше концерт, ама имаше само 20 души. Кај беше целата алтернативна публика? Слушай, значи, во Битола никогаш не прашва колку е картата, сите прашват кој седи навред. Така да, можда тоа е еден многу битен момент што го нема во другите градови. Така да, ако седи некој што е, тоа нема потреба ни да купува карта, па дури ни да оди. Бесплатно. Знаете дека е без пари, ќе оди, ќе седи на песна и ќе си оди, наместо да седи за сите пари. Така да, може да е тоа исто една од причините, нели, што немало. Ама да речем дека во тој момент Екатерина била тешка алтернатива. Или, не знам јас, недоволно слушлива или комерцијална како некоја рибля чорба или што знам јас. Дури мислам дека и винодворник имаше 30 души на првиот концерт во Битола. На дите јагоди. Ама, сега тоа сакам да кажам. Значи, од друга страна, имаше групи што свиреа класичен рок, ајде да ги кажам, и дека истите тие, секој се трудеа турнеите да ги почнуваат од Битола, една од нив беше Дивлјагор. Така да, како најрокерски град, сите турнеи Дивлјагор ги почнуваат од Битола, што на сите битолци многу ги значеше. Ама старото Дивлјагор. Старото со Ален се. Дури и на Базен горе имаш много Може да го прашам нешто Агим, затоа што тој работи во медиуми и веројатно и памти претходно како беше односот на медиумите кон нова алтернативна сцена. Води во едно интервју пред една година со Васко Бумикс, или познат сега како Васко од БМС Пропаганда, кога го прашам зашто му е мака во овие години, тој вика му било мака затоа што бендови како Greengrass Dreams немале добар менаџер со визија кој би ги извел на светската сцена затоа што тие имале вредност како светски бенд U2, Rolling Stones и Beatles. Значи тоа доаѓа од Скопје, што е многу добро и веројатно е многу објективно. Аги, во тоа време, како беше односот на бендумите, дали имаше некој менаџер, вестници, фанзини, фестивали, како беше тој момент во таа сцена? Ова како збораме за фестивалите, јас можам да кажем од 90-та наваму, Радио Битола организираше многу интересен фестивал, Демо Топ 10, Саши сеќавам многу добро пошто баш вечера имаше еден свирка од тому. Тој беше доста успешен фестивал, можем да кажем, или настан, тој беше, можем да кажем, единствен начин кој што Кино Партизан го понеша, Кино Партизан береше над 1000 луѓе на слободно. И имаше еден доста интересен фестивал, исто кој Радио Битола го организираше на ракометното. Тоа беше некај крајот на 80-тите, настапува голем број на групи од Југославија, доаѓа групи од Загреб, доаѓа групи од Белград, Србија. Тие беа неколку фестивали победи што се случува во нашиот град. Исто големи групи, кои ќе спомнуваме за единствено место кое што се наполна Кино Партизан, помладите не верувам дека знаат кај се наоѓа Кино Партизан, но се радам како старите киновија, тоа е одма до меѓу Стопанско и музичко училиште, просто таму беше тоа киното. Дали исто имаше наполнато исто таа сала и Владко Стефановски, тоа со неговиот бенд само имаше заминато од Леки Сол. Фестивалите тоа, медиумите, сме да кажем, од 96-та навам, кога почна со емисијата, голем број тука од групите кои што новите кои што тука, знаат дека секогаш имаше одреден простор емисијата во мојата емисија, морам стриктно, пошто за другите, пошто тоа и пред тоа немаше приватни телевизии, дека секогаш има простор во Металманија кој што може да ги представиме, се тоа што го работа, тоа време нема ни спотој,
Значи моравме да ги снимаме во живо, кај што прават проба устори или некоја слика, така да направиме некој интервју. Значи прича морам да кажам дека со мојата емисија голем број на битолски или македонски групи, каде јас лично и вас снимам исто и тоа во Скопје, баш имаме разговараме околу таа тема. Пред тоа македонска телевизија, нели знаевме дека што младите исто не дадат пулсирање, беше доста интересна емисија каде што ги промовираше тие алтернативни бендови покрај сите останати тие комерцијални бендови, но сепак за да стигнеш до пулсирања треба не знам какви врсти, пошто немаше тоа друг медиум, освен македонска телевизија и пулсирање, за да се појавиш на телевизија, но сепак со големи напори, ако си упорен во сакат нели да дознато на што ти го работиш, не беше проблем, но сепак требаше да си упорен некако денес што каже исто Палја Чубо си каже, не е многу лесно, секој си има свој медиум, или со YouTube, дали со преку Facebook или било некој друг лик на интернет, можеш да стигнеш, но тоа време беше сепак можам да кажам слободно дека имаше, да не збораваме за српските медиуми кои што си имаа страшни емисии, ние ден денес не можеме да достигнеме тоа ниво кој што го работат Србите, веќе за Хрватите да не збораваме каде што ден денес имат емисии кај што ги најавуваат, кај што ги представуваат нивните групи, што не верувам дека некогаш ни општо како држава или некој национален медиум ќе си дозволи тоа да направи некоја таква емисија за некоја култна група. За кога съм ги со микрофонот, те прашам, дали можеш да наброиш неколку бендови од тоа време, чисто некаде спомниме, за да знам, и евентуално ако знаеш за некој бенд, што беше значено за него, што направи или некој позначено дело околу бендот? Битно е дека ги наполнал, ги исполнал паркети кои што цај на почеток сум јас со мојата група, после нели со мојата емисија Чокан чисто така беа, кој што кажа Саши имене ми био идоли, кој ти кога требаше да му те Палја Чубо, пошто ние свиревме тоа чисто не секогаш ни фалеше некој дел од опремата, одевме од канив и нели имавме некаква размена. Исто така ќе напоменам Орион, кој што Орион беа бенд кој што беа пионери на македонската дет метал музика, бенд кој што ден денес ги зборат, ден денес ги спомнуваат и се разбира, а после тоа кога излева на второ место на Рокфестот во Скопје, Рокфестот беше еден значаен фестивал кој што се ценеше многу и во нели реакција Југославија. Орион беа исто да кажам бенд кој што ставија голем впечаток на македонската андеграунд сцена. Абракадабра морам да ги напоменам, нели Фач исто така во тоа време нели денешки дел од Памперс. Трансилванија. Добро, кажам за периодот кој јас го конференцијата. Јас кажам за периодот кога јас почнав да следам таа сцена. Значи Абракадабра исто беа дечки кои што растура, кои што се Фач исто тоа период. Имаше бендови тоа што значи за нив беше поттик да снимиш песна. Денес е многу лесно, не сите си има компјутер и што е најлошо, неголема грешка на нас, на сите денеска што имаме компјутер, имаме само почи можеме да снимиме. Не, како што кажа Иле, тоа време за да снимиш песна, ние бевме бенд кој имавме ние тука е Тапанеро, знае кој дојдовме кај миксот имаше 4 канална миксета и снимаше на тата касета, немаше тоа кој како CD какви бакрачи. Одеме кај миксот велиме ние идеме да снимаме тука, велиме сакаме со живи тапани, што беше несмислено тоа време, плюс живи тапани со два бастапани. Миксот се чуди да немаш. Значи тоа време беше голем успех да снимиш песна, зборуваме за демо снимка, да зборуваме за професионална снимка, паркети знаат или тука од Чокан останати кои што снимаат или во М2 студиото на македонска телевизија. Значи тоа беше една од проблемите успеси на групите во тоа време ако стигнат до М2 студиото да снимаат некој материјал. Значи јас само ќе спомнам уште Green Grass Dreams. Бев го викнав Тоне, не знам, не го гледам тоа. Добро, бе, малко тука, Green Grass Dreams. Славе, може да цитирам? Славе? Кај Славе? Добро, пред некој ден сигнал со Славе и тој ми ли спомна Green Grass Dreams. Пред Green Grass Dreams ќе осиликате. И Славе, мојавето на Славе една маса беше... Со гелјата на тапаните. Гелјата на тапаните. Тоа беа пиева најдобро. Извини, Crazy Green Fuckers беа друг бенд. Со гелјата што беа долги гелјата. Јас гледате грамофоно, томе овца како да знаете во шведска го знаеме. И Тинка да избегуваше. Грин се други Балто, Доне и секој. Мојавето ми беше пред некој ден за Славе Севидов, тој ми ги спомна Green Grass Dreams. Ќе го цитирам сега, мојавето му беше кој ќе свиреа Green Grass Dreams до Скопје и Дони со гитарата, на Скопјани матиња да му те стресе. Сакаш некој бел Не знам, еве, спомнал некои групи од порано, значи од пред периодот назад. Мора да беше во 90-те. Значи спомнал некои од порано. Права на 90-те пишете за 80. Сави речи.
Не знам, Стандархорт си спомнал, Стандархорт може да бе предходница на Орион и предходница на Санаториум, да речем. И характеристични по тоа што сите членови има прекарен живот. Много вампирици. Медуза не кажавте. Медуза, да. Медуза си исто битен фактор во нештото, затоа што се такви какви што се. Помладите не разбират. Не, значи имаше това време, значи в това време атмосфера бе много познати. Има една песна, што Дуја жи. кои жеста. Да, се викаше Диоген спиел. Козинјак не знам дали ги знаете. Да. Павле, Ама да може да се разбира. Сега е Козинјак. Не знам, сам има някакви радикални текстове, тука на твоя гроб и не знам што. Значи, сите тия моменти са много... би ги спомнал, значи, премиер што беа единствените победници на Рокфест од Битол. И, значи, ќе почнеме да влеземе во 90-тите. Во 90-тите се случи еден феномен музички, да речеме. Се појави навивачка група Чкембер, што почна да издава касети со песни. Така да... Значи, тоа е феномен. Јас го снимам. А од друга страна е тренд што го пратеа во исто време, да речеме со некои други земји во исто време, да речеме што знам Ливерпул исто така си свирија со А има свој радио, со тогаш, да, си има свој радио. Што е онака закапа валење во однос на другите градови на то поле гледам. Така да, не знам, колку албум излегува со Чкембер. Првата касета, една касета беше на авијачки песни и некои текстови што ги смислувале сите на филми. И после на Кенан Богдало просто дојде таа идеја да се снимат тие и И не дозволеше никој да ги прекина. Кенан и снимавме во еден сат си веќе миксот тогаш студио ако добро се сеќам од двите убавици Беше покасно, прво студио беше на студио. снимавме беше живи. Да, Одека позадираше. Исто интересно дека твојата група е првата техна група на овие простори, значи не само во Македонија, но малце и пошироко. Може да ми кажеш малце повеќе околу Ксевер Есит? Значи, Ксавер почнав сам. Во Ксавер во 91-а е направив првата песна, 2 години ја спремав, значи ја спремав од 89-та и направив во 91-та. Не, кажам како ја спремав, ти сватите овие толку. Најдобро, тоа од 11 конгрес. Тито техно. А тоа што албум. Значи песната се викаше Последниот Титов танц и збореше има внатре семплавани делои одговор на Тито. Сега што е тука интересно. Интересно е што тие збори што изборат Тито во песната, никогаш не ги има изговорено. Значи, денонокно ја слушав плочата, за да најдам зборчина што по тоналитет ќе одговарат еден на друг, што ќе можам да ги спојам, за да испадне некоја реченица што наводно тој има кажа. За да се оградам од нешто, затоа што ми беше страв во случај, затоа што тоа не се знаеше која е Липајпија, на 8 септември Македонија доби независност, јас 2 месеци покасно излез песната и кога пробав во радио Битола да ја промовирам, се јави тогашниот Менден Младеновски директор беше и му рече гаси ово, ти си пред затвор ке заврши. И така да не ја ми допусти. Значи, после ми беше тешко да ја пласирам на други медиуми и среќа моја, што ми беше ливалница Алфрида, што свиреше во String Forces, за татко му, што беше одговорен уредник на Радио Урневец, заедно со Цацко и со уште не знам, Чевалевски, не знам кој, за да ми ја пушти на брзина и после тоа никош да не ја пушти. Што беше страшно. И, пример, мене ми се јави од милиција да дојдеш, да дојдеш. Што сакаш да кажеш, сега си испитвам пулс, да видам дали е тој за Тито или е тој. Ако беше за Тито, брегов, да, ова е за Тито, беше браво, така треба. Ако беше против,
Исто така. Куртови го затворали, целта е постигнат. Значи станав преку ној познат во, ајде да речеме ако некоја негативна конотација. Што бе реченици? А? Кажице, сте. Тоа е Страшно. Тоа се плова во 90-та, Мола? како беше семплова на песната во 90-та? Значи, плоча ја вадев на касета. За жал, за тоа може има шум, не знам шо, да. Покасно ми откупија песната неколку некои... Пионер на овие сечење монтирани материјали. Така да, во тој период беше многу интересно да се прави таква музика. И да речеме, првите рецепт кој правевме 3 години покасно први албум заедно со Сашо Ресевич, не го најдов за да дојде, за да го поканам. Албумот го правевме во Скопје, во куќата на Горан Таневски, вокал од Мизар. Тој имаше некоја верзија спрема Скопјани, а секогаш ги сакаше битолчани и да речеме, мислам дека е исто многу битно за општо за сцената македонска, што двајцата клучни члени на Мизар учеа битола с коли. Значи беа на технички факултет. И мислам дека да не беше то така, Мизар може ќе звучеше поинаку, иако на нивниот прв концерт во Битола му љапеа студенари. На сајти, ама не би. И затоа никош не дојде. Имаше некоја, значи, цел тој настан, нашата промоција на нашата музика, ја промовираше во Белград, а не во Скопје, што наш ни беше малце чудно, затоа што требаше да дојдат луѓе да не видат во Скопје, не во Белград. Али друг момент битен беше што единствена телевизија што дојде да ни прави интервју беше белградска. И кога почнеа Белград да не барат за да правиме интервју или да прават рецензии во вестници, во тогаш на време Забава, што беше врв за рок магазин или било што, почнеа да не барат македонските медиуми и така буквално преку ноќ станавме чудном, да речеме славни. Мирко Попов првото интервју, првата рецензија направи за нас. Буквално од анонимци станавме луѓе што прекурат ги пуштат да си купат млеко или не. Значи тоа е официјалниот прв техно во Македонија. Тоа е официјално, значи 91-а. Збораме за 91 година, кога во исто време во цел свет беше актуелно нештото. Значи, во ниту една секунда не каслевме од цел свет во однос на популаризација на самата музика, електронска. Така да, првата песна беше тогаш, 3 години покасно беше албумот. Официјален прв техно албум, не само во Македонија, туку и во бившите југ простори. Друг податок е што во, не памтам точна дата, мајке лукнам, да речеме, во памтам. 30 ноември 89-та. Првата електронска, првата техно журка во Битола. Ја направив јас во Сенатор, долу во бара, Сенатор беше дискотеката. Од 13, се ми кажа 13. Мислам дека тоа време Сенатор се беше, не знам. Тоа е исто, значи Скопјани можат да се одерат, ама треба да натепат 500 души што веќе внатре за да докажат дека тие направи прва, така да не знам. Така да во однос на многу моменти музички Битола предничи во однос на Скопје и на другите градови. Не знам, друго... Супер. Толку истакан одговор. Ќе ми дозволите да направиме на фудбалска аналогија. Вика дека холандскиот тим Ајакс никогаш нема да згасне и секогаш ќе некогаш наврват, затоа што нивната младинска школа е топ во светот. Потоа мират сите таленти, па потоа во шпанска, италијанска, англиска лига. Сега, ако тоа го сврземе со битолската сцена од 80-тите и 90-тите, и ако тоа беше почвата, зошто не излеваа плодовите во 2000-те и во 2010-те и натаму? Битола има еден проблем, како секој втор град во државата. Да речеме еден куп. Друго, ајде ќе се надат малку, ќе се вратам назад, па ќе се нашлепам на твојата.
Има еден голем феномен во однос на периодот, на златниот период, ајде ке речеме во тие почеток на средината на 90-тите, кога се што беше вредно во градот, без разлика музички или било како, се случваше на 50 метри од полицијата. Значи целото пијанчење, целата, што знам, ако имало наркомани, целото случвање се случваше непосредно на очите на милицијата, а тоа остануваше или слепо, или ненајдено, или било како. Сега колко е тоа репер за нерепресија во тоа време, не знам колко е тоа вредно за напомен. Што беше кажам? Зашто та креативност? Да речеме, јас кога ги правив тие техножртките, имав еден проблем, што во принцип се покаже како може да главен фактор за целата таа сцена музичка, самите групи и сето тоа. Кога во одредена година промовираш нешто и сега ги едуцираш на било кој начин луѓето, аха, ова е техно, тоа е ова, тоа е вака се прави, вака се не знам што. Стекнуваш, нели, настан на настан се појки публика, во одреден период околу Нова година и после Нова година имаш врво и после тоа почнува да опаѓа негде до кај март-април, затоа што почнува да се излегва надвор, немаш појќе затворени простори за шурки и така натаму. И сега главниот проблем. Една цела генерација што се едуцирала или што сте делеле заедно и добро и лошо, во септември замина на факултет во Скопје. И автоматски имаш цела генерација, што да речеме подкована, без разлика дали е за електроника или за рок или за не знам што, тие нема предочи. И не е во состојба да дојде на било какви ивенти, па макар тоа било не знам каква група страшно популарна. Еве, пример сега ќе го кажам само, еве, што мене многу ми е жал ти не постојат, заради истата причина што отишле да учат негде, а не творат музика, во локај. Не знам дали... Да речеме, лесно е кога тука, нели, сите тие што се останати, ама да речеме, сите тие што се останати не се стилски определени за нели за одреден, нели. Така да мислам дека тука почнуваше секогаш да се разводнуваат работите. Една од големите причини беше тоа што една цела генерација се селеше во Скопје на факултет. Некои други се мажија, се женеа или не знам што, така да секоја наредна не го имаше истиот пристап кон работите, нели, пример, не знам, секоја наредна беше генерација сама за себе, не ги превземаш искуствата од претходните за да. Јас мислам дека тоа што по-креативни беа малку луѓето, значи немаш интернет тој период, ти сам седеше и Дуле и Балто, ние за една касета да порачаме некој бенд, ни требаше од Нови Сад негде и со недели чекавме за да стигнеме нели во Битола. И луѓето, нели како што кажав, немаше тоа интернет и беа по-креативни, повеќе се трудеа. Сега пример дечки имате како Золте тука, Мирче, тие пример, не дека не го користат интернет, те го користат интернет, ама работат што мислат дека луѓето ако има пристап до интернет дека можат се да имат, а остави стануваат затупвани едноставно за интернетот. Крадеме, едноставно само да крадиме идеја, вместо да ствариме нешто наше. Затоа мислам дека тоа што музичарите повеќе прават нови, повеќе се трудат да бидат пооригинални за разлика од денес бендовите. Затоа што кажат бендовите кои што не го користат интернетот за да нели копират, него за да бидат своји само за да видат нешто што се случува во светот на музиката, се доста успешни за разлика од многу луѓе што мислам дека ќе треба така да звучат и за тој период. Иначе од таа 90-ти само да напоменам, постарите што ги кажаме дека Дуле и Балто сеќават, гитаријада во Битола се случуваше на скалите во спортската сала. Таму се. А голема техножурка исто се случуваше во Битола во андерграунд, нели старата автобуска, а исто и до спортската сала имаш исто таму на 95 или 6 се страшни големи техножурки во Битола. Кој ги организира? Јас памтам еден не беше од 90-те, Сатахорд, 87 или 8. Сатахорд свире значи на скалите пред спортската. Да, но таму. Мислам дека од ден денес таков концепт, таква енергија во Битола е сега видено. Не само битолски, него и други. И може да свира метал свира, тоа беше по тоа време некако андерграунд. Како што кажеш, виде тие претходници на Оријава, односно после На санаториум. и санаториум од Скопје, да. Така да ги памтат тие концерти на скалите горе на Скопје, тоа е така природна бина, долу беше се полна таква енергија. Мислам, имаше концерти и во ракометно, и внатре во спортската
и да југословенски бендове. Ова беше баш јас барем така не осеќам. Да речеме, друг момент што е вреден за во тој период е што да речеме единствено пишано нешто излегаше рок, а после беше време забава. Во недостаток на информации, сите по-напредни музички правци, да речеме посебно хардкор, тие што слушаа и панкерите, имаја својство да си прават фанзини. Значи сами си правеа фанзини, некои списанија, ги копираја и ги делеа бесплатно по луѓето за да се едуцират за работи што некој друг не можеше да стигне до информации, како сега што ги јас пример што некој сретнав еден дечко што ми кажа дека слуша 76-ти, ама кога ми кажа дека Девид Боуи не го знае. Натокаво, онака, се има околу нив, а не се ни трудат да ги дознат работите, или пак ги учат онака, без да се трудат малце да копнат, значи без натре да видат, онака стереотипно ги учат работите, што се вика зборо корускалија на памет, без да се потрудат да влезат натре во својата материја. Правично што ги му се дај како информација, тоа прифаќа. Да, нека ги спомнавме концертите, мене лично ме интересира, пошто не бев присутен тогаш, кој ги организираше тие концерти, дали беа во скоп на Beatfest? Дали беа во Beatfest? Чекај да доврши. Второ што ме интересира кај беше опремата, ако не беше Beatfest, и трето што ме интересира е колку беше картата на тој концерт. Забот или паутоко сака некако? Во принцип, јас како што памтам, свирки имаше по местните заедници, во Векова, а ги организира, како што сеќам, веројатно некој младинска центри. Што е тоа нека организација? Младинска организација имаше во За млади. Опремата? И опремата си беше нормално нека државна собственост под некој подушкинат или поимаја. Имаше некоја институција која што тоа организираше. И генерално такви концерти имаше и за педагогички гитаријати, дали фестивал. Било како важно повеќето тие беа со некаков педагогички карактер, кај што ти даја на крајот е благопратница и нешто. И памтам откажување Пишеше веќе нешто. Знам дека грамофонот, не знам дали пееше го. Се викаше Руси Долговицата и кажем на цена не знам, нешто баш го навреда системот скроз по тоа време. И директно од Сенат. Која година? Која година, Балто? Па тоа било 89-та, 89-та. Значи, при крајот на Беше некоја песна до врска. Саче цела нешто. Ече. Имаше едно, кај Дравен пазар се викаше културно просветна заедница КПЗ, на чело со Црвенко. Мислам, седите организираше До негде. пати познатеше на оваа темата за 20 Црвенко. И тој музичар нешто е Музичар, да, музичар, Со КПЗ беше. Јас ќе ви кажам, се пак, пошто бев хонорарен. КПЗ? Да. Точно беше. Значи, од таму парите. Директор беше Златко Делов, Забар тогаш. Беше на некоја функција, што сега што знам. Директор беше така. Да, Златко Делов. Што знам, тогаш беа на власт СДС, а тој му беше цимер на Ѓунер Исмаил и по некоја таква раскаваше директор на КПС. Небитно, значи ме виде кај што лепам плакати низ градот, дека пуштам музика, и му се бедни си плакати, и ми вика, дали ки сакаш да дојдеш да правиш плакати, да, факам. И на тој принцип работев како хонорарец. Тие, значи, беа во принцип одговорни за културата во градот. Сите културни настани одеа преку културна просветна заедница, а не е како сега преку општина или преку Домот на културата. Не знам како е сега. Така да голем дел, не знам кои други групи беа, да речеме сите наши албуми беа спонзори КПЗ тогаш. Тоше беше таму, Еви, сега што се воопштина. Црвенко беше, не знам колку беше тој битен. Во принцип беше задолжен за класична музика и за такви некои работи.
речеме дека Тоше беше заложен за некоја по-комерцијална, по-рок. Јас сум мислил Тоше ако се овде пензија Црвенко беше. Не, паралелно со тоа работеше Перо, што работи во театар, исто работеше. Няма Црвенко, прочете, тогаш дојде дело. Нешто Црвенко. И мислам дека во склоп на КБЗ се случи добар и после мислам дека е квалитетен фестивал во нашиот град, ракометно 95-то мислам дека мајскиот рок фестивал. Тоаш беа неколку групи настапи, мислам дека после тоа тоа беше еден од квалитетните фестивали кои се случи. КПЗ правеше Херклетски вечери, што е сегашен фондан на Ајде да се вратам на моето прашање, сега малце се изложи со овие концерти и лица кои раководат со опремата и слично. Значи, пак болката на ова помлада генерација на битолчани е мањагот на авторски бендови. Кога ќе зборувам со бендови кои свират Bon Jovi, Led Zeppelin и Joe Cocker, вика дека условите ги терат да свират тезга затоа што таму се парите, а авторските бендови и авторската музика не носи пари, така да тие се приморани да свират тезга и заради тоа немаат време да направат авторска музика. Дали во тоа време течеше мед и млеко, па сите може да прават што сакат, да имат слободно време по 24 сати, или не беше баш така? Јас мислам дека на никој на памет не му паѓаше дека треба да функционира како кавер бенд, да речеме нешто што сега се случува и што е, не знам. Да речеме, за разлика пак од тогаш сега има супер сцена, да речеме во Битола, што мене ме радва. И сега колку тоа тогаш течеше мед и млеко, не знам, ама никој не размислуваше на принцип дека тој треба да свири песни од некој друг, наместо сам да ја направи. Предпоставам дека му било полесно да ја направи, колку да ја свири, не знам, од цепа или некој. Тоа не значи дека не били музички подхвалани, така, али може да поинакво му било натрен или размислувањето во однос на пристапот на самото, нели. Ама и тој период немаше свирки да уште на сега секој викенд во секој кафе, тој период дека и многу поредни столица, ама ако се случуваше беше голем настан, само така ги настапија групите, тоа ќе има можност да настапат. Сега сака неки мора да свири преработки, пошто нели мора да изведе некој динар и мора да свири нели денес. Иначе тоаш немаше свирки секој викенд, кој што има пример сега во хаус бар, во инстинкт, во камарите, тоа значи немаш, тоа се случуваше и ретко по кафичите се случува, основно матиника, ма пак на голем одреден период, да не секој. По принцип тогаш и немаше свирки по кафичи. Значи сите сите свирки се одржувале на некое друго, паралелно. Да. Или во место заедници. Така да, не знам, во однос на самите концерти, може да Панде, може најново да ви кажа. Панде беше најглавниот тип во градот во овој организирање на концерти. Ете, би сакал, затоа што публиката досега беше доста пасивна, би сакал да прашам каде ги детектира каде ја детектира ова тмурност, ова апатија во ова генерација и мањагот на авторски бендови и алтернативна сцена во Битола? Јас мислам дека има алтернативна сцена. Добро, да се случи. И дека скоро по 2-3 свирки има во месецот. Само што не знам дали е проблем информираност, не се следат. Има и бендови, има и сцена, значи цело време има и скопски бендови, Битола, бендови од Европа на турнеи што идат, пример, скоро Камарите имаше свирка, така и Нервата има свирки се прат. Само обично тоа се во глупи дене, некој понеделник, вторник. Да, мислам, така ги велам тие. Значи има сцена. Не би рекол дека е скроз до толку очајна ситуација. Не, за разлика од некој тој период, мислам дека прекнате малку, нели. Мислам дека од после 3 минути време наваму дека е подобро да речеме. Имаше едно време, јас го почнав да свирам, тоа време беа обсесија, флуор, промашена инвестиција, абракадабра. Значи, секоја генерација си носеше некој бранд на бендови што функционира. Ама кратко трае. Може најголемиот проблем е финансирање и издавање. Така да, ако сите тие групи што исполнуваме не издават, фактички стои како да не постои. Тука ќе се попам во маветот. Јас имам истерија, извини, за те само
никогаш во Битола, ете и вие кажавте за 90-тите, 80-ти овоне, никогаш во Битола не се покренала иницијатива да излезе битолски лейбл. И стално битолчани се надевале на нека промоција, дали од Скопје, дали од Белград, дали од кузнекаде. Никој не ги зема раците, работите во своји раци да се направи нека битолски лейбл. Ние стално функционираме do it yourself, се, тотално. Ете, јас зборам како представник за сегашната сцена, зборам и јас 15 години сум вклучен во бендови, во... Тоа е тоа. Мојата проба. Софија бараше збор пред тоа. Значи вака имаме едно правило, ово е многу просто и едноставно. Кој што сака да кој што сака да збора, да праша нешто, да даде критика, само нека тегни рака, ќе го забележам, ќе му дадам збор заради некој редослед да се има. Софија Бове. Јас мислам дека проблемот сега моментално тоа што не знаеме дали поставиме алтернативна музика е заради тоа што немаме збирно место. Порано имавме збирно место паркот, Бисаш или не знам каде е поранешните кафичи и сите знаевме дека нешто ќе се случува, не знам, во Зодијак или ќе се случува во паркот или долу. Знаевме каде да одиме. Сега 5 души ќе во камарите, 10 души ќе одат Радост, 3 души, тројца ќе одат во Чаршија бар, некој ќе одат директно во лектира, ние не правиме муабет воопшто, одиме во лектира, седиш таму се туркаш, одиш во камарите, седиш се туркаш и апсолутно ние немаме каде да разменуваме ни книги, ниту да дискутираме за музика, немаме збирно место. И сега мене баш ми е кеп, што мене гледам некои од луѓето кои фалат едноставно на исто место да седиме. Мислам, можеме не се друживме сите со сите, ама сите со сите се знаат. Тоа што кажа, нели, дали тој текот на 90-тите, нели, групите многу повеќе соработува, нели, се слуша, се дружија и кога ќе имаше некоја свирка, оде едноставно први беше, ако пример свират Мирче, Золте ќе беше прв, тој што ќе опрашта дали му треба нешто за вечерта. Не дека денес го нема тоа, ама некако поизолирани се. Значи многу мал број на луѓе комуницираат или си помагате еден со друг. И што викаш, тоа ги имавме тие збори. Сега не дека ги немате камарите, хаос, баруно, маси, исто се трудат да има, ама работа што во иста вечер, но сите кафичи има свирки. Мислам дека треба малку и нели кафичи да Треба да го вратиме паркот. Така, некој се случува сега. Така, ама пак имаш викаш некој збирно место, ваќе ќе се случи, пак ќе биде подобро. Добро, како било? Без микрофон. Да не седиш. Пушти го. Пушти го. Вака, јас сум член од... Пушти го добре. Јас сум моментално член во The Government Band, моментално кој потпиша договор за Српска издавачка куќа. И свирам веќе на назад години, едно 15. Во различни состави од Флуор, Небо, па денес Government. И во цело ова време, досега како што се движеле на станите и како што пратам муабетот од филмот досега и дебатата меѓу луѓето, Битола го нема најосновното услов за еден бенд нормално да функционира. Значи, во овие услови, како во Битола што се случват, и јуту да ги донесиш, нема да издржат една недела. Скопје, малце од малце имат простор. Запрова, имат студија, имат луѓе кои што го работат тоа. Значи, има каде да се обратиш. Ние моментално што снимивме албумот Разбуди ме, ќе го промовирам така официјално, го работиме сами. Сами го снимаме со нека поддршка од наши пријатели, наши луѓе, многу локално, значи буквално сами. Секој видео ќе излегува, јас ги учам програмите, значи ние се обраќаме кај луѓето за стигни пораката што ние ќе имаме јасна цел. Значи ова е буквално еден вид искреност од нас кон другите, без никаква намера на збогатување и таква работа. И основната цел мора условија да се создават во овој град. Запрови и студио. Значи тие две основни работи се за музиката да функционира. И убаво каже Софија дека ако Висаш представуваше на времето еден старт, денес нема старт, денес индивидуално секој од дома стартува. И тој е пример може од пола да фати на назад да се враќа или од крајот почнува кон целта да се движи. Порано се знаеше имаше почеток на кај работа. Денес тоа нема. И е вистина од некој страна дека секој бенд и медиум, сами сме медиум, да, ние го промовираме нештото, ви го даваме вас
како готов производ, а за тоа никој не гледа како тоа функционира. Овде апсолутно нема никаков. Ние само желба имаме, идеја имаме, цел и знаеме тоа дека е во ред, пошто еве резултатите што ги имаме како такви, што стигат лично до мене или пример околу што ни пратат луѓето, небитно, за да не навлегам во детали, се стварно окей. Тука е, мислам, што требаше да одговорам на нешто, дека дефинитивно условите се многу битни. Ако мислиме дека интернетот се прави, дека светот може да не слушне, ама немаме услови, немаме каде да снимаме. Нема кој да го тоа сработи. Професионално правиме на ниво. Треба се да научиме. Само се надоврзам. Значи тоа е едно. Извинете што е тоа. Се надоврзам на периодот за што кажете пред 15 или повеќе години кога ние свиревме. Ние имавме среќа што овие теористите тука е тапанерот или тапанчијата што викав јас. Ние имавме среќа што во тој период не можевме кај него дома да правиме проби. И комшиите негови колку толку имаа разбирање. Наистина Битола секогаш имала проблем со простор за проби. Најверојатно мислам дека моркат се овој пат од Салкомо некој простор таму кај што може да нормално се плаќа. И исто и тоа време, значи ние првата снимка правевме мислам дека 92 или 93 кај Миксо, исто даже значи да бараме помош дека да ни помогне да снимиме една песна која што во тоа време мислам дека 100 марки беше за една значи денешни 50 евра. Но сепак се трудевме, што се трудевме во тој период за да направиме. Ние спот снимавме во 12 на полнок на еврејски гробишта во ние време. Сеќавам дојде полиција што правите. Почна на точно полнок беше на еврејски гробишта. Како што кажа Златан, че ако се трудиш, можеш да постигнеш нешто. Сепак нема да именуваме еден бенд, сите мислам добро го знаете, нели тие тогаш има контакт со некои менаџери од Англија, од Холандија, од кај беше, нема да ни именуваме се. Значи си Силија, не кај се ние ќе занимаваме, ќе свириме ваму, туку има црно на бело, значи до нив имаш договор, немаш ништо. Немаш ништо. Сепак, ако се трудиш, верувам дека ќе постигнеш, како што кажете Мирче, со неговата група свират перфектно, звучат, Злате со говорам, даш некој прочитав на вистина сте и бенд кој што може да кажам дека наликувате, мислам нема без навреда на Green Grass Dreams веќе на тој исто, да, не проблем со тоа. Некој англиски рок така звучите, така да има групи во Beatles, само што има некој кој да и поттоми, за жал. Економска ситуација каква е таква, ниту наблегуваме во тоа, сепак ако се трудите, најверојатно резултати сами по себе ги си дојдат. Јас бих кажал. Би кажал само дека од една страна ако е хендикеп тоа што do it yourself работите, од друга страна е само фали морам лейбл. Никогаш немало иницијатива таква, пример во Битола, многу ретки се луѓето кои што настапуваат промотерски. Сега друго да кажам, друга перспектива. Значи, од една страна кој е тоа хендикеп, и ако сте возможени да делувате на начин на кој сте планирале или сте го имале за крајна цел, од друга страна може да е плюс. Добробит, да. Плюс, затоа што никој не те ограничува во твојата креативна слобода. Може да правиш која сакаш, да вадиш која сакаш, да ги правиш на начин на кој сакаш, така нема да ти рече аха, ова не може песната да се вика пичка, Тука беше мабето. Основните услови и за човека да живее кислород, храна, така. Студиото и местото за да се основа за да го направи. Ти имаш идеја, имаш кација, можеш да го даеш тоа, ама основата те кочи многу. Ако немаме кислород, немаме да живееме. Значи тоа е основно за сите групи во 90-тите што твореа, 90% снимаја кај Миксо, во спалната на Миксо. Така да и тоа имаше малоумни услови за работа. Значи имаше четврканална касета, овој миксета што има исто Beatles. Така. Тоа значи снимаш на 3 канали за да префрлиш на четвртиот канал, за да ти остане 3 канали слободни за да можеш да се раскомотиш во песна. Значи тоа е чудно. Али пак од друга страна, еве ќе се земам пак затоа што мојот начин на работа ми е најблизок со радио работа. Да речеме, кога имавме никакви услови за работа, кога имавме никаков компјутер, кога имавме никакви семпли, што шуштеа, што корнеа, правевме најкреативна музика во однос на потаму кога имавме се и се што најкевме со прстот. Дори во самиот начин на снимање на спотови, значи немаше компјутер или камера што може да го сними тоа што го замислувавме, така да импровизиравме со имаше Atari што не можеше да ги движи сликите. Значи требаше да програмираш со букви за да излези коцкичка црна.
Така да, некојаш некоја фотографија што сакавме да излези, по цела недела, знаем можда Петар, а таа 2040 беше, во Македонија беа 3, нашиот, на Оливер Димитров и на Бодан Арсовски. Значи, тоа беше една фотографија и како што да направиме за да се движи. Кладовме грамофон, камерата кладовме на грамофонот, кладовме мониторот, го свртивме од напаку, го подпревме со едни книги и кога требаше ентер, и се движеше камерата, наместо да се движи слика. Така да бевме крајно креативни, кога не прашаја како го правевте, не кинтуш. Значи нешто што не знаевме ни како изгледа, а камо ли за да го направиме нешто. Така да мислам дека може да сте ќар, што имате што правите do it yourself, да речеме en куп групи што почнале на таков начин, да не се страшни звезди. Не ги земаме оние големите од што знам каде. А веќе речеме од XU проторите, почнувајќи од она цела риечка сцена, идиоти или не знам кој пула, кој се таму. Тие на тој принцип секој се крена на do it yourself. Сега можда Јас би рекол дека така е најправилно, ама фали поддршка и промоција, пред се промоција. Ние пример, ете, сите што сме вклучени со бендови, ќе снимиш албум, ќе пробаш да промовираш песна пред се, нема радио на македонски ниво, кај да ја промовираш. Единствено 103 само што промовира алтернатива. Во Битола не имало според мене, јас колку шпам. Да, ма јас сум ги помбла. Па сега јас ќе кажам пример, бевме се договараме во 106, кај веќе го кажеме медиумот, пред да се пушти песната, не се пушти песната. Значи не, си правиме муавет и кога требаше тоа да оди во етер, да. И сега има вака сега, ај ќе бидам малци поискрен, имаме и други медиуми кај што имаме цензура. За таа алтернативна музика, за таа идеја, ќе ја водиме и она, значи цензура дефинитивно има. Дали самата музика или принципот на кој ние сакаме да се изразиме е причина, тоа е малце матно, али сето тоа се услови за една добра композиција или добра идеја. Најдобрата идеја има ја, ако нема како да стигне до сите. Како по домот за спална јас дома да си правам, значи мора некако да стигне до нештото. До пошироко. За разлика од сега, ние мислам дека тој период 90-тите, средината на 90-тите немавме никаков проблем, може да кажам 106 радио или тие некои други локални радиа кои што постојаат тој период без проблем пушта дури наши песни, ако не тек метал се рефме што викам грчевме ние. Ама малку комерцијална музика, но сепак без проблем ги пуштели, не вика гости во емисии, стварно фали некој тако радио во градот кај што може да се презентират тие ваши песни. Твојата емисија е едно и единствено на пошироко го правиме тоа. Нека кажи некој тука што има бенд што некој. 94-та радио Г2 радио памти. Горан Грамофонот и Горан Мировски. Држево е станки. И во тоа време тоа што цедињата излегува, мислам, кај нас почнаа да се продават цедиња. Горан Мировски имаше наскоро влегол во Дестанов. Сам го отворил вака. Ја тој плакар беше јадници цедиња, во тоа време да не може да запаси дека може да се слуша ако нешто да биде. И тоа време албуми се кој од кој сам солира. Тој имаше такви услови и го направи тоа радио од кеф, од никако, ни комерцијално, за жал правеше многу малце, само едно лето правеше. Петар имаше реплика. И се пушта на тоа радио во тој период. Јас сведок за што церав на некоја емисија и снимавме джинглои таму. Немаше никаков проблем за пуштање на напротив се промовира. Тоа Си го право за тебе, немам увед дека е така. Искрен сум, ништо повеќе од Тоа е тоа. Да се само да прашам. Универзитетско радио имате право на
Што јас да речем пишу. Да, сме видели, да. На српски почнат да пеат, да пуштат. Да, ама јас колку... Почнат на српски да пеат, Да, колку шујам слушна Турбо Фолк, брат, таму пука, само еден поен, само еден поен. фолкска музика пуштат на утвор. Да. А треба да е... Чекай, појде, молим. Заврши тој, па после земји. Значи, во Македонија зборам некако си имат извртено работите, значи артистите прават ресерч на кој радија да ги пушта, а треба обратно да види. Значи во радијата се вработени новинари кои треба да едноставно да копат информација од артисти и да ги презентираат. А овде пример ако не пуштиш примерно низ 200 радија песни, од кои 190 ќе те одбијат. Ако немаш за 106 пушета Да, ама овде зборам, новинарите не прават ресерч. Значи има еден тон квалитетни артисти и едноставно јас вака си замислувам новинарите легнат в канцеларија, чекат најдобро да стига. И не гледам зошто би имало селекција таква на комерцијално, андерграунд, алтернативно или да било универзитетско, па било поп, па другото било домашно или не знам какво. Значи се работи за музика, кај што тука нема правила, не може да ми кажеме нето. Мислам, не знам дали ме контате што сакам да кажам, али е цензура на еден вид. Значи ако треба таму да ми има, таму да не. Не, е зборот лесно се пристапува, но пошто таму студенти уредуваат, значи има емисии, значи Океј, може да Добро, да. Пробајте. Пробајте кај Лазар да ги пушти. Епа, уште еден плюс е тоа што интернетот си го... Уште еден плюс е тоа дека интернетот е малце свој личен медиум и ќе можеме тоа што мислиме се окажеме да не зависиме од такви институции фарбани буквално плаво-зелени или зелено-црвени или било како. Значи, тука е независноста, интернетот е слободата кај што јас бирам што да слушам и јас сум тој што одлучва за нештото. Да речеме за разлика од порано, мислам дека порано имаше многу малци медиуми и сите беа гладни што побрзо да дојдат до нештото. Сега толку многу ги има. Ги има, да. И испега дека само одредени медиуми се репер и дури истата музика, што пример јас го имам тој проблем како диџеј. Дури некоја музика, јас можда да ја пуштам 2 месеци, 3 претходно. Ако не се појави на медиум што му е во наводници репер на мнозинството, еве ќе спомнам Антена радио, испега дека таа музика не постои. Значи, не зборам за алтернативна музика, да речеме за комерцијална музика, така? Значи, ако во тие медиуми не се спомни тоа што треба некој да го промовира, што му е основна задача како диџеј или, не знам, промотор на музика, без разлика тој да ја организира или издава компакти или, не знам, или твори музика собствено. Дека ако не се појави на тие одредени медиуми, што на цела маса на луѓе му е во наводници, пак ќе кажам репер, мислам дека тешко може да помини мас медиумски. Држи, да, за тоа е тоа. Мене тоа ми е проблем. Сложно. Ако никој нема да каже ништо на темата, сакам малце да развеселиме, пошто е темно давно не цврљува мовето. Па тоа е истото. Да. Мовето ми е, значи, духот на едно време не го прат местата, бендовите, дати или не знам што. Го прат случките, анекдотите кои се дешава во тоа време. Пошто имав ден доста млада публика, убаво е малце да му доловиме што се дешава тогаш. Сега ќе кажеме на ќе почнеме од анекдота. Јас не спузнам ништо тогаш нека фаца голема, имаше поголема мене чифтето едном, чифта глупост направено сигурно. Сега е поголема. Јас ќе кажам на друг пред некој ден во Скопје бев студент со Симе од Lithium Records и му кажав за настанува како ентузијастички и тој вика чека ти кажам сега кога бев битова не знам 90 која влегвам сами во писаж седнувам на шанко вика порачувам джинче едно му носат кој да беше таму менде или не знам му носат джинче го пие едното порачува уште едно му носат уште едно го малкото порачува трето иди му носи кој да беше таму таа културве му вика шишето ти тука од Маточанко, не мора да ме викаш цело време, тебе да си сам. На крајот ти кажеш колку изпи ке си платиш, да сме здрави жени.
Тоа е до духот на тоа време што се дешаваше, што беше 50-90. Не знам дали сака некој друг да сподели некоја анекдота од тоа време пада. Не се кажува си работа. Не знам николку била анекдота или смешно, така тука се налагаме. Знам, кога правевме првата техна журка, што не требаше да биде во висаж. Требаше да биде во една гаража, на овце тркача со коли рейли. Тука беше една керка му преги Мирјана, другата керка му продава ланче на ровара. И да ми требаше да носим и се треба заедно од негде, не знам, опрема, па да ја носиме не знам каде, јас со тој на југо, или гагача со тој на олчето, па качваме горе, звучници ова, она, и цел филм ни е техно, и поминуваме низ едно уличе никакво, и ни дечи на вака мали не гледат, и вака ни кажат, рок н рол! Тоа што ми гледаме филма. Ако имате нешто како последни зборови, ама не. Не знам, не знам што би додал плюс, само да кажем, за висаж конкретно, пошто имаше една чудна невидлива хиерархија на движење внатре во самиот кафич. Одма се познаваше кои се новите во висаж. Така да е добрата. Се деши нешто. Ќе видеа дека никој ништо. Тука се осмелува, тука пуна средина малце, а пак ќе се осаколеа и ќе порачува на шанку. Дури се осмелува да, има еден момент, не знам, Филип дали го памти, Филип е еден од сталните последната генерација, најдобрата можда. Стево, што работи сега во Божиновски поправа сато. Стево, кога дојде прв пат во висаж, како изреагира. Значи, работеше кај нервата во кафиче, што се наоѓаше кај старата автобуска. Сега е Бохемија. Така се викаше? Да, Лаплата. Значи, работеше таму. Како се викаше, извини? Лаплата. Заборев се. И беше изборен да работи во висаж. И дојде првото слабото вечер, иди тука во висаж, се направи троп. И мене ме вика, да те прашам нешто, прашам. Може да влезам натре? Во шанко, влезе натре и трчаше 15 минути. Беше престрекен и нормално го забавно на работа. Друга има случка со Петело, не знам дали го знаете Петело. Во Австралија е сега, ама така е, купните... Добар вече. Да речеме Петел, кога заемаше да имаше една песна напишена, колку она беше, кој јама на Иван Доранкович, 30 строфи беше. И ке речеш, имаше моменти кои угасевме музика за да рецитира Петел. И Петел се качва и рецитира. И некој тука, не знам, му вика, браво Петел, да дојди Скопје и ке те направам звезда од тебе ке направиме. Петел му се врти, ама по принцип беше човек што е еден збор, еден алтар. Ке се врти му вика, не можеш да направиш од мене звезда, јас можеш само од звездена прашина. За тие малку останате го знаат Петел, морам да кажам дека Петел беше член на еден доста квалитетен бенд, Vision Pit, се вика и свира, мислам дека нивна последна свирка беше во Wings, да. И Петел и Вампиро свира таму и Цвиро. Да, тој ќе спомна Петел, правно што нема ни да види, јас го пуштам висаж музика, значи ја запомнам после музика. Петел беше еден од тие малку што качва на шанко, секој шаска се квалитетна песна, овој кршеше и шанки. Мене ми беше, може да скокнам на шанко, може да се залетваш од рада да скокаш. Тука седа, имаше едно кожно од само лого и ке станеше. Беше единствено место каде што во иста вечер можеше да се слушни благодарение на Филип и Пантера и Сепултура и Продиджи и Тул и многу работи, нели можам да кажем техни сада вечер и си дожи така. Затоа беше висаж посебно за разлика од останалите. Има уште една анекдота, Филип пред да дојде ми ја кажа, кога дошол првиот ден, вториот работи, прва прилика се добра до деко, значи сите што идеа висаж, идеа со цел за да пуштат музика. Последно му беше за да послужат кафе. И се почнува првиот ден, вториот, тука се доберва до тие
плеерите, пуштена некоја музика и иди Зоки, Бога го прости, и вика, кој е овој? Добре работи. Шо е ова што свири? Сепултура. Поќе ова нема пушта. Сега баш кога зборавте за Висаж, ми текна, дали Висаж беше економски, финансиски издржан и поддржан. Значи, во смисла на денес сите викат да пуштам се одреден кафич да направам, да се слуша само панк и метал, нема пари во тоа. Во Висаж имаше пари? Ниту била крајната идеја, да, ниту пак постојало нешто такво. Јас од тој период, 80-90 не познавам газда на кафич што набил куќа или што гледал фамилија. Значи, по принцип, цел промет што го заемавме од Висаж вечерта, другиот ден може некојаш немаше пијачка. Да, имаше една случка, Архангел, кој имаше концерт Хераклеја, тука кај Ојде и са кој ме тука, ајде, но кај нема, станавме јас, Зоки и Чола да работиме, сите во појна соба. На крајот јас имав после тоа цел народ од цела Хераклеја нели дојде тука, поминен Висаж, сосе Архангел, сосе се, значи таква бунгула беше што не се знаеше кој е кој е. Значи под предпоставка дека тука се направи 3000 марки тогашни пари. На крајот јас имав промет 300 денари. Чола имаше 150, Зоки имаше 300 исто. 500 денари. Значи не цела илјадарка на крајот, затоа што се живот така ни текна частев. Така да, имаше период кога во Висаж наместо 300 луѓе влегваа тројца. Имаше промет 300 денари. Така да никогаш не беше тоа издржано финансиски. Ниту крај на памет на некој му беше. Мислам дека освен разчекор никој друг куќа не направи. Оке, пред да завршам дискусијата, ќе ја најавам наредната проекција, која веројатно ќе почне во среда, значи наредната среда, како што знаете, последниот период има многу жртви во сообраќајот, значи дали тоа се пешаци, велосипедисти и слично. Така да наредната проекција ќе анализираме причината заради тие несреќи и можни решенија со сообраќајни инспектори, човек што предава сообраќајно право и слично од техничкиот факултет. Така да добро е ако можете да дојдете. Фала ви многу што присуствувавте, фала ти за документарецот, фала и за истрпните анализи и анекдоти. Фала ви што дојдовте во толков број. Јас ќе позадоволен ако ова дискусија се заврши со што правиме следно, например да заврши тука дека сме се жалиме као денес некој што треба, ќе се месте подоме, ќе се жалиме по 10 години повторно. Мене ќе ми задоволство да свртиме темата на кој е за утре да отвориме кафич 10 луѓе, да вложиме по 200 евра, да најме место, да го премиме онака од дома слично мечач шовуна, да го дајме на некои млади, нека го работат, нека промовират музиката. И кур да не ги боли за профит и ништо. И сите да сме позадини секој шимот тука. Имате, сега сме постари, имаме фирми, имаме не знам шо, пари, дајте, парме сте до 200 евра. Млади луѓе да го отвориме нето и да му го дадеме нави луѓе и че не мислите на профит, промовирајте музика, нека биде тоа збирно место што рече дека Софија го нема, нека биде и оттаму нека почни сите следни чекори. Дури и лейбелот, тоа е супер идеја, што нема битолски лейбел, што нема демо топ 10, нема никој од радио тука се не знам, присутен да речи. Од утре почнуваме на 106 демо топ 10 и секој што ќе дојде ќе го испромовираме сите. Значи тоа се тие сите елементи, ако успееме да ги споиме, активно работиме на тоа, можеме ние да направиме пресвртница во Битола, а не утре да се жалиме дека ни умира градот, а кур не преземаме заради тоа. Извине за вака во радост продолжуваме од тука, Перо Мрако свири. Само ти кажал, јас уште нешто. Да речеме, неодамна со Золтето правевме некој муавет, што пробав да го направам уназад неколку години со еден куп групи музичари, никогаш не ми имаше успеа. Може да следниот што ми рече, важи бе, ќе го направиме. Ќе го направиме, значи имав идеја и понатаму имам идеја преку Магента како магазин за култура, што е единствен можда во Македонија, да промовираме во догледно време настани, можда и фестивал некој или не знам шо, или да издаваме цедина. Така да со Золтето имавме идеја да се собериме неколку групи што се активни во моментот
ако ништо поќе не успееме да обезбедиме пари од некоја институција во наводници, сите да даеме по 100 евра, си ја платиме песната и да излезе во некаква форма, подобро е да излезе отколку да не излезе. Мислам дека нема некој што не би се сложил. И заинтересирани, да не кажат вие. Мислам дека во блиска иднина би имало, горе на спратот на Радост, мислам дека моментално се работи некој простор што треба биде нешто сличен како културен центар, кај што секој еден ќе може внатре да си најде кафче сопствено. Без разлика во која насока е креатив. Така да во догledno време планираме некој исто под раката на Магента на Везино, зато колку тоа ќе успее, ако успее може да ќе седме пак плаче. И дека сите групи нормално дека и понатаму ќе добивате поддршката на Металманија кој што беше и досега, така да секој иде до определени ќе биде прифатен од. Thank you. Што да ви кажам? Нема. Значи, пуштам музика од 88 година. Еден проблем што го консултиравме меѓу нас, дури и правевме готовки за ова. Од 88 година до ден денес не постои група, без разлика што свири или како свири, што ми има даено CD да ми рече изволте ова CD-то дали може да го пуштиш. Значи, ако не може медиум, има друг. Значи, парамедиум. Така да, има алтернативни начини. Единствени некој што воопшто во животот ми даде 3 минути да рей вечерта кој направи песната, дојде и река дали може да пуштиш, нормално дека не ќе да ја пуштам. Затоа ќе пуштам на место кај што не е та музика. Бравче гор. Ајде кога ја слушнав песната, дојдов и му реков, вау, шо е ова, значи, личи на кјур. И тој ми вика, шо е кјур. Значи, прави музика што личи на нешто, а уствари прави музика на некој што копира од кјур, во принцип прави нешто што требаше да личи на Франц Фердинанд, тогаш или не знам, Arctic Monkeys или не знам што. Најмалце е тоа битно. Битно е оти досад никој не дошол на некој диджит, не мора да сум јас, било кој друг што пушта било каква друга музика. Не памтам дека некој добил од некој група CD да му рече изволте ова CD-то. CD нема, по мејл ти пратив. Само сакам од името на Контракара да дадам кино, да ве поканам одиме по Радост, Перо Мраков пушта музика. Самата журка е фандрейзинг журка за останалото на Контракара. Процентот пијачките одат за киното, па кој сака нека повери таму на дружба, онака се подсети на стари. Ево што ова. Значи, секоја група што правила некогаш музика или ја имате дома, а не му е достапна некој друг. Ве молам да ми ја пуштате, затоа што сакам да правам блог, што ќе се вика Битола MP3 или не знам како ќе се вика, кај што секоја една група со кратка биографија за нив ќе ги има сите, како некоја библиотека на битолска антологија за битолски рок група. Што?